Лидерот на Интегра бил финансиски мотивиран од други политички партии да се декларира како опозиција и да направи штета на ВМРО ДПМН во предизборието, тврди председателот на најголемата опозицијска партија Христијан Мицкоски. Ова му го потврдиле и дел од членовите на Интегра кои денеска преминаа во ВМРО ДПМН. Ова е само почеток на окрупнување на опозицијата, најави Мицкоски, против, како што рече, мафијашкото однесување на владата на штета на интересите на граѓаните и на државата. Луѓето кои што се денеска овдека со мене, исто така дел од тие индиции ги потврдуваат со собствено сомневање дека постојат сериозни финансиски мотиви кај определени само декларирани, само прогласени опозициони лидери на политички партии, со една цел се разбира да направат штета во опозицијата и практично да отцепат дел од гласовите, што морам да признам на долг рок е штетно и погубно за граѓаните и за Македонија. На краток рок за нив може им донесе на сред кампања и ново возило патничко, кое што чини повеќе од 35-40.000 евра. Доскорешниот подпредседател на Интегра Војслав Зафировски обвини дека лидерот на Интегра Љупчо Ристовски во изминатиот период одработувал за актуелната власт. Деспотскиот однос на лидерот на Интегра Љупчо Ристовски и неговата фикција дека тој е пророк и месија пратен од Бога и неговата фикција дека ќе спасува Македонија на еден волшебен начин, ги сруши сите либертаријански принципи за кои заеднички се боревме и настапувавме. Едноставно, партијата ја претвори во трговско друштво, каде што тој е трговец поединец. Мицкоски во периодот што следува најавува окрупнување на опозицијскиот фронт. Во периодот, кон ВМРО ДПМН ќе се приклучиле групации и здруженија на граѓани, поединци, политички партии ќе се борат против мафијата која што денеска се наоѓа во владата, истакна Мицкоски. Тој потсети на последниот извештај на Стейт Департментот кој покажа дека Македонија заедно со Албанија се најкорумпирани за водење бизнис на Западен Балкан. Во оваа влада не постои желба за справување, бидејќи самата влада е мафијашка. Ако постоеше желба за справување со криминалот и корупцијата, првиот во владата немаше да е таму каде што е сега и најмалку половина од членовите на владата нема да беа таму каде што се сега, туку на друго место. Според Мицкоски, со актуелната владеачка гарнитура, сите наредни извештаи на Стейт Департментот би биле негативни.